Почитувани, добар ден. Ова е новото издание на Црвена линија. По старите велат, некогашната држава овозможуваше подобри услови за школување и вработување, а тогашното време со себе носеше помалку стрес. Платите беа доволни за удобен живот. Бевме здравствено осигурени, имавме бесплатно образование и социјална заштита. Добри пензии. Тие со задоволство се сеќаваат на времето кога државата обезбедуваше работа за секој што сакаше да работи. Но најмногу им недостасува мирот и безбедноста, слободата на движење, како и почитувањето на законите и државата. Генерациите од 50-тите, 60-тите и 70-тите може да споредуваат, младите не. Но на сите им се чини дека ова денес е најтешкото време за живење. За едни најубаво време е периодот од 50-тите до 90-тите години, односно времето на порастот и развојот на Југославија, а за други овој период е врвот на комунистичко робство. Дали во поранешна Југославија се живееше посрекно и поубаво отколку сега? Тоа е главното и централно прашање во ова денешно издание на Црвена линија, каде ве поканувам секако да го дадете одговорот на ова прашање со вртењето на нашиот број 023070005. Но секако имаме уште едно прашање кое што ќе ве пречага на Инстаграм стори анкетата, поточно доколку не заследите на Инстаграм Црвена линија. Таму ве прашуваме, дали носталгијата е кон под А Југославија или пак можеби под Б младоста? Како ќе одговорите, ќе откриеме по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија, а секако и ве поканувам дискусијата да се ја продолжите и по завршувањето, дури тоа може да се направи на Црвена линија, на нашиот Facebook профил Црвена линија на Твитер и секако профилот на Телма телевизија на Facebook. Но најмногу сакаме од вас да слушнеме. Еве, гледате, го имаме прашањето и на екранот, значи, она што не интересира, што сметате вие? Дали во поранешна Југославија се живееше посрекно и поубаво, отколку сега? Ако веќе го имаме и првиот гледач во Црвена линија, време е и да го стартуваме ова издание. Добар ден! Ало, добар ден. Добар ден! Па еве, дали во поранешна Југославија се живееше посрекно и подобро отколку сега? Да. Се живееше посрекно и поубаво. Тина, сакам само нешто да кажам за хронично болните лица што се во Македонија, во Југославија. Јас не знам, открив некоја болест во мене, што се лечам, не можев да се јавам на другите телевизии, сега прв пат објавувам, што морам аспирин да примам, ми опаѓа системот на нервите. Порано во Југославија се живееше поарен живот и во Македонија беше поарно. Сакам да кажам, оти Југославија беше супер земја. Пошто ќе ја паметите со оглед на тоа што денес е 29 ноември, по старите генерации се сеќаваат како ден на Републиката? По пионерите, Што значеше да се биде пионер? Еве, дали можете да укажете на новите генерации што никогаш значеше да се биде пионер? Јас бев пионер, че за другарот Тито бев. А што повеќе? А еве, според вас, што повеќе ја создава носталгијата? Југославија, оно што представуваше тогаш Југославија или пак можеби младост? Младоста е. И Југославија и младост. И младост, значи и на двете би одговориле и под А и под Б. Подсетуваме дека оваа анкета можете да одговорите на Инстаграм стори, значи дали носталгијата всушност е резултат кон Југославија или можеби кон младоста? Игор кажа дека според него и кон двете нешта. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Југославија беше социјалдемократска земја. Животот беше прекрасен. И за разлика од сега, кога формално викаме дека демократија имаме,
и точно е дека има повеќе партии. Меѓутоа, во Југославија, иако беше една партија, сепак работниот човек беше ценет, наградуван, немаше неправди толку и сите билне сложни, живеелне, се дружелне, немаше некои аномалии и лошо и добро делене земнички и можев да ја паметам Југославија само по добро, а посебно по тоа што вработувањето беше законито. Секој што заслужуваше да биде вработен. Се делеа станови за социјални проблеми и така натака. Што значи жалби е за Југославија не само за името, но и за демократијата. И именно сега не постои демократија повеќе. Само формална демократија, затоа што лидерот на една партија која е на власт одлучува кој ќе биде градоначалник, одлучува за се и се што. Фактички, сега нема никаква демократија. Власта е во еден човек. Например, Ковачевски моментално е тој што... Благодарам многу за јавувањето. Ќе потсетам за останатите гледачи, само внимавајте на тајмерот 90 секунди. Неверојатно е колку многу имаме коментари и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Секако ќе ве потсетам дека во однос на прашањето кој што го имаме денес за гледачите кои што ќе се вклучат во живот, дали во поранешна Југославија се живееше посрекно и подобро отколку сега. Секако, еве и ќе ви покажам како изгледаме таму. Значи, еве ја нашата тема. 29 ноември, роден ден на државата во која живеевме половина век. За едни најубав период од животот, за други комунистичко робство. Дали во поранешна Југославија се живееше посрекно и подобро отколку сега? Тоа е оно што прашува Црвена линија, па еве ги првите коментари. Весна Стојановиќ има напишано држава со ред и поредок во која не се спогодуваше со криминалци и крадци и со државни непријатели. Местото им беше во затвор или на Голи оток. Сега се сите на слобода. Каков пример се дава на младите генерации? Па еве, според вас, драги мои, дали во поранешна Југославија се живееше посрекно подобро отколку сега? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па видете вака, пошто се малку 90 секунди да се каже се, ја ќе почнам многу со кратко. Да разбиеме една фама, кога се распадна Југославија, должеше 14 милиарди долари. За да сузбиеме лагата што некој ќе ја каже после мене. А сега сите бивши југословенски држави должат повеќе од 70 милиарди долари. Дали ме разбирате? Втората работа, носталгијата е по двете, и по државата и по младост. Третата работа што сакам, во бившиот систем не можеа функционерите да донесат ваков закон за да останат недопредни, да крадат и да останат недопредни. Ги јадеше по мрачината вечерта, кој ќе ги фатеа дека крадева и директори одеа во затвор. Затоа копаа компири, а денеска си гледате, си носат закони и се одговара за ајвар. Е па тука да споредиме некои работи. Четвртата работа. Мислам дека доколку само малце денешната младина го проживе оној дел. Да, не било таму и можеби идеално се, али работата било гледај си ја твојата работа и не се меше многу кај што не ти е место. Дали ме разбирате што? И затоа сите биле задоволни. По цела таа социјална правда што се вика, добивање социјални станови, па како? Па вземете го аеродром. Па аеродром е све социјална населба, бе. Сега сите што изиграваат најголеми граѓани. 80% се таму социјални станови од фирмите. И да не кажам ред друг. Имало можеби некои кризи, комплетно. Меѓутоа сето тоа било во контекст на државна политика. Поделбите толку големи ги немало, национализмот го немало, безбедноста. Сега што? Ај нека ми каже некој дека сега се почитуваме меѓу себе како луѓе. Благодарам многу за јавувањето. Паралелно ќе одиме и со коментарите кои што во огромен број се под денешната тема која што е објавена на Црвена линија. Давидковска Леци има напишано само Борис беше добар председател за Македонија. Ама свор го убиот и не им се свиѓаше како тој во лице ми ја кажуваше вистината и тоа французите зашто одма ноќта избега. Маријан Ѓоргиевски вели, каде е таа во наводници трула и
повторно под наводници недемократска држава. Тоа беше држава со сите нишани што би рекле стари. А сега некои опозицијски лидери, на кои не сакам ни името да им го спомнам, кои се наполнија ко брод, се осмелуваат да плукаат по таа држава која за нив била диктатура. А Тито диктатор. Ха. Да, диктаторот и не можеа да крадат, како што сега се нафатираа и се обезбедија за поколенија. Лажни патриоти, за таквите тогаш имаше многу едноставно решение – Голи оток. А ние ве прашуваме, еве и пошто ќе ја паметите доколку сте живееле во поранешна Југославија. Дали според вас се живееше тогаш посрекно и подобро отколку сега? Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, госпожа. Значи, 70-те години, тамо 75-та, 6-та, па до скоро 90-та, пред 90-та, тука некаде, бидејќи религијата беше многу забранета, јас се заборавав од идење по слави. Значи, по селски слави, по слави куќни, по какви и да се слави. Намерно го зборам ова за верници, вака, големи верници сега, што се? Значи, како дете, стариот мене ми има носено по слави, значи, ама и кај нас се чекале слави. Јадење, пиење до смрт. Значи, доволно е само како показател да го кажам тоа. Сега пробајте да најдете слава, некој да слави дали куќна или оваква слава или онаква слава. А дека тогаш диктаторот владееше, славија ли сакаш, нарочито Струмичко, јас сум од тој крај. За 2 август, Илинден, значи, покрај со сите тие села тука, што гравитира у таа зона од кај што потекното е на моите родители, немаше куќа да не влезеш. Значи, немаше куќа, ке те внесе со сила, ако треба да седнеш на маса. Ова го зборам за 70-80 години. Бека демократот не беше демократ, тој диктатор, лош човек, тој некој гад човек, и тоа се цујат сите по него. Тоа беше Југославија, а сега гладни клошари се молјака, 1000 денари му дал оној Бушавион, му дал 500 денари и среќен требаше да му ги бацува кондурите. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Па, во програма сум? Да, повелете, еве. Дали поранешна Југославија... Сликата нема проблем, јас ќе зборувам. Знаете, во Југославија имаше друго општествено уредување. Сега друго и малце е тешко да се прави споредба. Знаете, тогаш луѓето не беа алчни. Тогаш луѓето немаше омраза меѓу луѓето. Тогаш луѓето се почитува едни со други. И горе-доле сите имаа исто. И тогаш имало корупција, и тогаш имало еден вид диктатура, меѓутоа некако сега. Тоа било минимално, никој за тоа не разговарал. Секој си ја гледал својата работа. И секој со секого се почитувал. Сега, може би, цивилизацијата, може би, сепак, па ние луѓето сме виновни за тоа. Го направи ова што го направи. А кај нас и политичките партии го направи ова што го направија. И сега, ако таа Југославија и тој Тито што го вика диктатор не беше, може би ние и оваа Македонија немаше да ја имаме. Може би ќе бевме некоја српска колонија или да не кажам па руска, затоа што Сан Стефано го споменуваат често, а тој води кон тоа водеше тоа време. Кон колонија да бидеме руска. И сега не знам зошто толку фрламе камења и дрвја и не знам што критикуваме. Тогаш имало друг начин на владење и поинаку луѓето живееле, сега имаме друг начин на владење и поинаку живееме и самиот, пак ќе речам, цивилизацијата, технологијата го направи ова што го направи, а ние подлегнуваме и прифаќаме само она што не чини. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас, дали во поранешна Југославија подобро се живееше и посрекно отколку сега? Тина, нема место за да се каже како се живееше и како беше. Како прво. Друго, сите се поштовавме. Сегде одевне, сегде ни беа вратите отворени. Со црвениот пашош на Тито сегде бевне слободни, во која сака земја да одиш. Не ни требаше нити ова, нити она. Го покажуваш пашошот и се додиш. Другарство, невидено. Поштовање, невидено. Работев и јас и мажот ми во многу големи фирми. Директорите наши има едни обични куќи, а едниот директор имаше само едно станче со 2 деца.
немаше богатства, не се богатеја. Кога дојде до партиското, мојата мајка, Бог да ја прости, само вака рече: деца, не знаете што значи парти. Ќе почнете еден со еден да се најчите, кога ќе седните на маса, најблиските ќе се расправате зошто? За некој да се богати, за некој да ужива во вашите кавги и во вашите подржување било на едни, било на други. Не зна... Едно е кривтито, што ни овозможи на сите станови, што ни овозможи фабрики, што ни овозможи факултети бесплатни, здравство бесплатно, да уживаме во благодетите, што сега младите ги нема. Одат по кафичите, се занимава со неубави работи, учат од неубави работи. Сето тоа ние го имавме, го живеевме. Имавме еден прекрасен живот, што на вистина ќе жаламе. Благодарам многу за вашиот одговор. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, па еве пошто ја паметите најмногу у поранешна Југославија. Па да ви кажам, јас се гордеам што живеев и учев во Југославија. Пошто тогаш беше едно умие, немаше партиски систем и немаше водење на политика на сиот народ. Народот не го интересираше политиката. Беше задоволен, заводот за запослување постоеше, луѓето завршуваа школи и се запослуваа, исто како што ја. Ми се омогучуваа и вработена да можам да завршувам факултети, на основа на сметка на државата и на фирмата, да се усовршувам и да живеам многу слободно. Цела Југославија беше наша, ја идем денеска викам Јадранско наше море, по цел месец можевме да одиме со платата на море, а сега не можеме да појдеме на пазар. Така да, многу голема грешка, што 29 новембар се исклучи од празник, пошто Македонија постои точно од 29 новембар. Благодарение на господинот Јосип Брос Тито. Ако господино Јосип Брос Тито ја направеше Македонија да биде Јужна Бановина или Србија, немаше да биде Македонија. Тогаш не ги интересираше. Јас сум од 80 година во политиката, значи и во тоа време сум била во политиката, никој не го интересираше за политика. Братството и единството постоеше, дружбата постоеше, љубовта меѓу народот постоеше. Сега нема ништо, само омраза, корупција, крадење, дрога и ништо повеќе. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Одеме со коментарите секако на темата. Неминовно е да ги споделиме секако со вас, бидејќи и ова се одговори на нашето денешно прашање. Алил Џаферовски го напишал следното: сега коленичиме за Европска Унија, ја имавме 100 пати подобра државна заедница од ЕУ или било која друга во светов. Национал шовинистите растурија и се создадоа 6 питачки државчиња каде криминалците од уличари станаа милионери. Лиљана Јакимовиќ напишала: срекна сум што се родив и пораснав во Југославија. Љупчо Силјановски напишал: се живееше побезбедно, побезгрижно и поскромно. Какви ти се тие прашања, бе дете голомеше? Во таа Југославија таквите како тебе можеа да бидат само ова некои кафекуверки во македонската радиотелевизија. Не го разбираме крајов на коментарот, но секако го имаме одговорот на нашето прашање, а тоа е дека се живееше побезбедно, побезгрижно и поскромно според Љупчо Силјановски. Па еве според вас, драги мои, како се живееше? Добар ден. Дали се слушаме? Јас сум на телевизија. Да, во програма сте, во црвена линија, повелете. Сега ќе ви се обратам со поетска торба, може? Што ќе ми се обратите, се Со извинувам? поезија. Повелете? Кога беше? Со поетска торба. Со поетска торба за Југославија. Кога беше? Беше цвеќе миризливо. Беше рајска градина. Беше радост, беше младост. Беше братство и единство. Но душмани за крв жедни, моја југо, моја љубов, се во црно те завија.
брат на брата за крв жедни, чума оро заиграла. Волци вијат из гладнето, стадо глодат исплашено. Ајо тука волци гладни од секаде овде збрани, овчар става да се избере второ своје вековито. И Тито е маршал, Тито е гение, Тито е командант славне армije. Tito je maršal, Tito je genije, Tito je komandant slavne armije. Кажете ми по штуки, дали ме слушате, се извинувам. Да чувamo границе наше домовине. Така е песмата. Така, и мене многу ми е важно да ми кажете по што ќе ја паметите поранешна Југославија. Јас живеем во поранешна Југославија. По што ќе ја паметите најмногу? По богатството и по слогата меѓу народот. Така, благодарам многу, еве, направивме една отстапка, но ете одговорот беше во поезијата на гледачот кој што ја сподели со сите вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Тинче. Добар ден, баба Роска, како сте ми? Јас многу добра сум. Драго ми и така да остане. Па баба Роска, пошто еве ќе ја паметите поранешна Југославија и дали подобро се живееше некогаш? Знаеш пошто ја паметам? Тогаш бев млада, а сега сум у години, не сум стара. Значи ви не достига по младост? Да, младоста не ми стига, а едно ќе ти кажам, дека тогаш многу убаво се живееше и ние со машми 6-та година сме дојдени од село Шлега во Кратовско. Овде, со лиштата на нас, без ништо. И сме почеле со лажичка, тетка ми дала. Па слава Богу тогаш напредувавме, створивме со машми, со 4 раце, еден скромен живот. Едно станче, 2000 метра земја у Орман, јака сум сега, куќичка направив и 2 дуќанчиња створив. А што ќе створат моите деца сега, ако не ни дадам ја? Еве денеска со синот вемо на пазар, 6000 што донесом од дома? Ништо. Ако ти скочат Македонија цвета, ја како не ги е срам да се појават, бре. Па ова е страшно нешто сега. Плюс, едно ќе кажам, кога грабевме куќата овде, у Пликовка со машми на улица спиевме. Сега на сека врата имаме каталец и пасме искрадени. Што ќе правиме вака? Јага е девојчено. Ќе подсетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди и ќе ве поздравам, баба Роска, ќе ви се заблагодарам за вашето јавување. Еве уште неколку коментари. Весна Попова има напишано што време беше тоа, колку добро се живееше, колку бевме среќни, ние децата тогаш. Не може да се споредува. Драги Стојанов напишал, да, во Југославија, кој ќе се фати да краде од милицијата, па во суд и право во затвор. А Беѓаровски никој има напишано. Под 1, носталгијата е за државата во која многу се градеше, а малку се крадеше. Носталгијата е за државата во која со отворена врата мирно се спиеше, додека комуналец булеварите ги миеше. Носталгија е за бесплатното државно здравство, кое квалитет нудеше и сомнеш за нестручност не будеше. Носталгијата е за образованието, кое врвно знаење креираше и ретко кој како експерт не блефираше. Носталгијата е и за спортот кој тогаш ни цветаше и никој без А норма на Олимпијада не леташе. Носталгијата е за црвениот пасош кој сигурно секаде ни светот ни будеше и со цел свет безвизен режим ни нудеше. Носталгијата е за градовите и селата со насмејани лица, кога за 29 ноември на масата имаше печена прасица. Па како се сеќавате и ви на тоа како се одбележуваше денот на Републиката 29 ноември? Пошто ќе ја паметите некогаш на Југославија и дали според вас некогаш подобро, посрекно и побезбедно се живееше отколку сега? Добар ден. Добар ден. Повелете. За Југославија, па се знае сега, не може секој да каже што не знае, меѓутоа ние знаеме и песмата од Триглава па до Солуна. Тоа ја браневне таа држава и никој не можеше да нападне.
сака во Европска Унија уште тогаш 7-те тие европски сили да примат Југославија, меѓутоа тие поставија ултиматум, повеќе партиски систем. За време Втора светска војна, вика Тито, јас се борев против тој повеќе партиски систем. Ако опуштам, Југославија нема да постои. И така се растури повеќе партискиот систем, дојде овој систем, грабеж, ајдуци, многу неовообразовани луѓе дојдоа на власт и нема ништо од оваа држава да биде, све додека сме такви насилници само за пари, ако треба и човек убиваат. Тоа е грозно да живееш. Меѓутоа за Југославија, ако се потсеќам, можам и да си сонувам цело време кога спијам и многу убаво ќе ме биде. А сега за никаде. Тогаш одев на со една плата и жената имаше плата, бевне млади, наравно и сега би сум одел, ако сум во години, одемне 3 пати на одмор годишно, а сега во 3 години еднашна. Значи, колку е тоа намалено? 9 пати повеќе. Не сме имале многу пари, толку колку пак западниот свет што имал, но сепак ни завидува. Кога смиделе на саем во Минхен, редарите што беа таму и само тој на нешто на Германија, круци, фикс, Југославија, колку автобуси имаат, колку од кај вие толку пари имате, вика. Се чудеа луѓето, на секаден имаше. Во Минхенскиот саем, тој стариот, тоа вриеше од Југословени. А сега, кај ќе ги видиш, Југословените се иселени во Германија, во Аустрија, и сега ќе почнат со овие мали пензии и да се селат и пензионерите, зашто не може да живеат со толка пензија. Еден пример ќе ви кажам, од Бугарија што знам неколку пензионери, они не живеат во Бугарија, него си одат да живеат во Германија, зашто имаат пензија по 200 до 300 евра. Благодарам за вашите одговори и вашето секако јавување во Црвена линија. Продолжете да не гледате. А еве, може да ни откриете каков беше тогаш животот и за младите, кој како се сеќава, каков беше животот за луѓето кои што се во работен однос. Воопшто како се живеа пензионерите во некогашна Југославија. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија. Дали сум на линија? Да, повелете. Видите, дали поранешна Југославија се живеело порно. Абсурд е да се зборува, слушајме се мене, и на слуша граѓаните нека слушаат сите во Република Северна Македонија. Абсурд е да се зборува за нешто што е назадно, односно луѓето што никако не живее добро. Сега, секој едно домаќинство, секој едно семејство во нашата држава има по 3 коли. Коли, западначки коли, кои во тоа време да сонуваше да има таква кола. Имаме едно фичо, едно стоедно и треба да чека 3 месеци. Фриждерите на сите му беа полни. Овие се јавува дека било порно што оде на работа 23-ца, на работа нагото и дома јаде само пипер и леп. По гости кој ќе поја имаше киселина и луќе за мезе. Тоа не го дадат во нашите села овде. Јас сум постар години, го знам и тоа нако се школувал во тоа време услов, не чинеше затоа не падна системот. Сега имаме најдобар систем плурализмо, секој еден треба да се огради оно што е добро. Само ние уште имаме вакви луѓе останати кои тоа го кочат. Особено јас изборам за и главни учени луѓе. ВМРО-вци, Мичковски, оне други, Божиновски, сите тие нагочо. Јас не знам што е тоа проблемот. Пато му е отворен. Како вие лично еве живеевте во Југославија? Тито ако беше жив и вака ќе дозволеше? Ама тие не ме слушам убо. Тие не се толку свесни како и ум има, разум нема. Ако добро размислиме, добро накоеме. Добро, благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, дали сум во Црвена линија? Секако во Црвена линија сте. Јас се јавувам од Западна Германија, да сте ми живи и здрави, поздрав. Поздрав, не гледаат ли во Германија, еве? Дали нашите во Германија гледаат Црвена линија? Како да не, па ние македонците, ако не гледаме, кој да го гледа тоа? Ние гледаме од се срце. Со задоволство големо и затоа ве поздравувам. И среќен сум да ве добив денеска. Но вака ќе ви кажам, вика дали во поранешната Југославија си живеело посреќно. Не, тоа не е точно. Јас не сум подобро живеел, живеа комунистите, а нас не отераа по туѓи земји да заработуваме парче леп, а нивните деца им даваат диплома без школа.
Јас сум очевидец и можам многу да покажам на тоа време кој им дадоа дипломи. Ја не живеам до тоа време, не сум живеал добро. Затоа сум дошол у Германија, а ти им дава на нивните деца дипломи без знаење и денеска не знае држава да ја водат, него ја уништила Македонија. Сакате да кажете дека во Југославија имаше лош образовен систем? Да, точно е тоа. Добро, ве слушаме, имате уште време. Најверојатно гледачот ја изгуби конекцијата. Ќе ве поздравам многу. Секако чест и задоволство ни е на целата редакција и ве што се вклучувате во оваа дискусија, па дури од Германија, и голем поздрав до сите наши кои што не следат во моментот во Германија. Секако и во останатите земји, доколку има такви. Одиме со вас. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Господја Тина, сакам нешто да кажам од поодамна, од краљевината уште и комунистичка Југославија, секој граничен камен уште од границите на Првата светска војна стои. Стојат границите на таа држава што беше, што не тутуваше едно 100 години најмалку за да бидеме по нивни терк. А сега сме слободни, колку год да е лошо, ние си имаме своја држава. Сега има проблеми во таа држава. Нормално има проблеми, али не можеме да секаде има проблеми. Не можеме да кажеме дека сега е лошо. Ние сме лошите. Треба само на добро да мислиме, прогресивно и напредно. Демократија секогаш имало. Меѓутоа, некаде помалку, некаде повеќе. Некому би било криво да спомене тогаш нешто што асоцирало на казни, на затвори. Така се држало тоа. Сега имаме, например, за овај египетски, израелски спор, некакви работи, вика, само што се доближила до војникот има 10 години затвор. Само девојката вчера е ослободена. Благодарам за вклучувањето. Уште една напомена, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Па еве и анкетното прашање секако до гледачите кои што ќе се вклучат. Дали според вас носталгијата е всушност резултат носталгија конкретно кон поранешна Југославија или можеби кон младост? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас ќе продолжам со коментарите и најверојатно ќе мора да дадеме повторно таа напомена кога ќе се вклучите. Не заборавајте целосно да го намалите тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка јас и вие. Ало. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Бидете поздравени вие, цела ваша екипа и сите слушатели и гледачи на вашата телевизија. Огромен поздрав и до вас секако. Не може да се спореди. Стварно Југославија беше Југославија. И школството, и здравството, и другарството, и све функционираше. А можевме и кога 91-а и се кајам што гласавме за самосталност на площадот која завеселевме сите, можеше и да биде Македонија пубаво од Југославија. Ама со овие недомакини луѓе во овие 33 години направивме вака да се враќаме во таа носталгија во Југославија. И Македонија е земја библиска и плодна и само да има домакини луѓе што ќе ја водат. Иначе Југославија не може да се спореди. А вие пошто ќе ја паметите еве Југославија конкретно? Све по младост, еве јас сум 64 годишен. Каков беше животот за младите во Југославија, еве? Супер беше, и диска имаше, и се одеше на одмор. И јас 4 пати имам одено во Италија со возот за фармерски, па ќе донесиш, па ќе продаеш, па ќе купиш ова.
И војска, да не спомнам, дур денеска ми останува тие убави спомени во Љубљана служев. Не може да се твореде, али пак ќе речем, жално е што Македонија, ова земја може да биде поубава од Југославија. Ама не домакини луѓе, овие двете партии, третата албанска, да речеме, го соцае македонскиот народ. Благодарам за одговорите. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Во црвена линија? Да, повелете. Симона, вака. Тина. Симона се вика, шта? Не, Тина. Тина, добро, во Гевгилија, Симона тука, Тина така таму. Е, тука се, слични се имената. Да. Вака сега. Сакам да кажам, во Југославија се живееше некако. Не баш најдобро, ама се живееше некако. И тогаш имаше овие даноци што збира, го сиромаштува народот, му правеа разни работи, ќе му земат стока, било што за кобајаги, еве ќе правиме задруги, друго трето, и што направија, се збогатија, после сега тие истите се повлекоа, што крадеа од народот, и сега тие имаат и биле поербапи и јаделе кебапи. А Тито, како Тито, не е тој човек кој се представуваше за Македонија. Тој за албанското лоби правеше се. Вака да ми простат, азен власт ја растури Југославија. Да се оди по него, ја растурија Југославија. Еве, јас лично бев во Белград, кога ја растурија Југославија. И тоа од врвни луѓе го слушнав тоа. Како што е Кертес, Шешер и други. А Тупурковски најмногу му одеше по кефот и ја растури Југославија заради албанското лоби. Благодарам за вашите одговори. Ни пристигна и времето за реклами. Ајде да ви ги соопштам резултатите од Инстаграм стори анкетата. Еве како одговорија нашите инстаграмџи. Дали носталгијата е кон под А Југославија? Под Југославија одговорија 67%, а под Б младоста, за младоста одговорија 33%. Секако 100% забава, добро расположение, големи награди. Еве денес велат е среда и на денот на Републиката некогаш еве ќе доделиме драги мој фрижидер за некој кој што ќе даде 3 точни одговори, и тоа за да се овозможи. Секако добро регистрирате ги прашањата кои што ќе ги прочитам. Како се вика облеката што се носи во Мексико, а личи на кебе со дупка на средина? На кој јазик Данте Алигиери ја напишал Божествената комедија? Како се викал италијанскиот трговец и истражувач по кого Америка го добила своето име? Еме ви уште едно прашање: во која држава се направени првите чоколадни пралини? Благодарам на сите вас кои што ги дадовте одговорите на тоа дали некогаш живееше поубаво и подобро во Југославија отколку сега. Одлични бевте и драго ми е што еве можам и во продолжение да ве поканам, да ве слушнам и во заврти на Телма, и да повторам дека некој од вас на денот на Републиката може да се освои фрижидер.